Поштовани гледачи на ТВ канал ВИС, наши редовни гледачи, како што знаете, во рамките на нашата програмска шема, секој пат одвојуваме 15 минути во кои што ги представуваме постигнувањата на луѓето од Струмица, секако и од Струмичкиот регион. Овој пат јас во една невообичаена улога да ги заменам столчињата со мојот драг колега и поет Ѓорги Калајџиев, кој што ја представуваше нашата држава во Бугарија на меѓународен поетски фестивал и еве токму тој е нашиот гостин во емисијата 15 минути со Ѓорги Калајџиев. Колега Калајџиев во новинарски дел, а во дел на поезијата секако не. Секако и добре дојдовте на оваа промена на столчињата во емисијата. Ајде да поминеме на ти. Добре дојдовте, убав за почеток, но се сложувам со тебе, малку е невообичаено. Јас секој ден седам на оваа столче и се чувствам малку не така лагодно, не знам зошто е тоа така. Како и да е, навиките се го прават своето. Ти благодарам што ме покане да видам дел од емисијата 15 минути на програмата на ТВ канал ВИС и се надам дека го заслужувам тоа внимание. Како што веќе кажа во најавата, мајски средби на словенските творци Свето Слово, кој што 15 години веќе се одржува во соседна Бугарија. Од она што можев да го пролистам, за прв пат во Бургас, до сега домајќи на овие средби биле Софија. Со кого Ѓорги беше таму? Не знам дали е тоа така, не знам од кај ти е таа информација. Јас колку што знам, секоја година Свето Слово се одржува во Бургас и тоа во организација на Народното читалиште Љубен Каравелов 1940. Тоа е фестивал на поезијата. Самото име кажува дека учесници секоја година се поети од словенските земји. Годинава учесник сум јас и учесник беше Сонја Серафимовска од Скопје, иако во програмата на фестивалот беше вклучена и Даниела Андоновска-Трајковска, која исто така требаше да учествува на фестивалот, но од неизини причини, поради тоа што беше зафатена со некакви оврски на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, каде што работи, не беше во состојба да присуствува на фестивалот. Македонија, значи Северна Македонија ја представувавме јас и Сонја Серафимовска, беше прекрасно, беше преубаво и се памети цел живот. Да. Како е концепирано, затоа што повеќе дневна е оваа манифестација, каков е самиот концепт? Концептот, како и секој друг фестивал на поезијата, учествуваат од повеќе земји, учесници, има дружење, има читање поезија, има пишување поезија како еден вид поетска работилница, нема политика, нема ништо друго освен поезија, се дружиме прекрасно, разменуваме книги, разменуваме мислења. Она што ми се допеѓа, за разлика од некои други поетски фестивали, е дека овој фестивал е ревијален, нема награди, нема надпреварување, нема суети, нема гледање накриво и така натаму и така натаму. Дружењето е најважно и најважна е поезијата за која сите ние живееме таму. Така, затоа што станува збор за поети кои што доаѓаат од земјите во кои што се зборуваат словенските јазици, да, како изгледа преводот и дали секој зборувајќи го својот јазик пронаоѓа сличности со јазикот на другите словенски народи и дали во тој поглед кога ги работите тие работилници можеби и пробувате да творите на најблизок јазик од словенските јазици? Знаете што, преводи нема. Едноставно си се разбираме. Значи, како да ви кажам, јазикот на уметноста е универзален. Се разбираме, дури и една театарска представа кога ќе видите или едно дело од некаков сроден автор ќе видите, тогаш не ви треба превод. Доволно е да ја разберете суштината на песната која ја пишувате, доволно е да го сватите тоа како дише авторот, дури ја чита песната или како твори на лице место. Значи, тука нема никакви проблеми, нема јазични бариери, не сме ние од Бугарија, Македонија или Хрватска со некој од, не знам, Азербејџан или Финска.
се разбираме во секој случај, нема преводи. Така, со што се представите? Дали некои од песните кои што се објавени веќе во стихот збирките или можеби во Така. нешто друго? Претежно се представував со песни од мојата последна стихова збирка Уа и Ура, но и некои нови песни кои се родија после таа книга, но како што веќе реков, пишувавме песни на лице место, покрај плажата, на плажата, покрај Црното море, на пример, пишувавме песни, домакините обезбедија, беа одлични организатори, обезбедија мали тефтерчиња и пенкала, значи прибор за пишување, и од она што сме инспирирани, од самото море, од плажата, од дружбата меѓу нас, знаеме да напишеме песни, и тие песни во попладневните часови ги читавме на одредено место, од некоја библиотека, во некое читалиште, во некој дом на култура и така натаму. Беше навистина интересно. Она што морам да го кажам е дека организацијата беше на навистина високо ниво. За тоа се заслужени 3 дами, исклучително енергични, исклучително влюбени во поезијата, си ја знаеа својата работа. Тие со многу труд и се разбира и со љубов кон поезијата и кон самата манифестација се потрудија да се чувствуваме како дома, не само ние кои бевме од странство, нели ние од Македонија, бидејќи имаше и 20 автори од Хрватска, тука и останатите поети кои доаѓа од други градови, од Бугарија, од Софија, од Пловдив, од Пазарџик, од Варна и така натаму. Така. Ме интересира дали беа овие настани од отворен тип во смисла присуство на публика, во секако со почитување на протоколите кои што верувам дека важат и во Бугарија, и каков е интересот кај Бугарија? Во една прилика кога разговаравме, вие ми кажавте едно искуство од минатите години кога огромна број на публика присуствува на поетски читања, дали овој пат беше така и дали оваа манифестација е реномирана во рамките на Бугарија? Апсолутно. Апсолутно. COVID-19, значи пандемијата од COVID-19 се го прави своето и тие организаторите внимаваа околу тоа, па дури и самото отворање на манифестацијата не се случи внатре во читалиштето Љубен Каравелов, туку во една летна бавча на истата институција, се разбира на посетителите беа на дистанца. Да се разбереме, бугарите многу читаат, многу имаат интерес кон и кон поезијата и кон сите видови литература. Сите наши содржини беа посетени, освен оние кои беа само за нас, значи кога творевме самите, кога шетавме, кога бевме на планина покрај морето и така натаму. Беше прекрасно. Така. Сега за волја на вистината, затоа што еве зашто превод треба, затоа што јас таа информација испечатив на бугарски јазик, па си ја преведив на македонски, всушност вика дека за прв пат вика во историјата не се случува во Бургас, но в Софија, затоа што бевте така. Значи зашо превод треба да веројатно мислеле дека дел од манифестацијата се случи во Софија, тоа беше последниот ден од Свето Слово. Ајде сега да видиме за последниот дел, ова за извинување до гледачите и за моето непознавање на бугарскиот јазик. Значи, што се случуваше во Софија, во дел на оваа манифестација? Направиле организаторите на Свето Слово од Бургас, направиле контакт со културно-информативниот центар на Северна Македонија, со седиште во Софија, Република Бугарија. Тоа е еден вид дипломатско представништво на нашата земја. Направиле убав контакт и се договориле еден дел или завршниот дел од манифестацијата Свето Слово да се случи токму во таа институција, и беше тоа навистина прекрасен настан на кој присуствуваа еминентни луѓе од литературниот, културниот, јавниот живот на Бугарија, на Софија, но и наши луѓе, па дури и наши сограѓани. Меѓу нив беше и Трпчевски, Симо Трпчевски, познатиот македонски пианист од светски глас, кој следниот ден, заедно со уште еден македонец, тоа е Александар Краповски,
кој е еден од првите виолини на операта во Барселона, учествува на еден концерт на Бугарската филхармонија и според ова што имав можност денес да го прочитам по медиумите, поминале изворедно со овации од бугарската публика, салата била преполна. Она што мене ми импонираше е дека тие двајца луѓе и не само тие ми прида веднаш после настапот со многу пофалби за мојот настап. Дури Симон Трпчевски ми рече, јас прв пат во мојот живот слушнав ваков глас, ваква дикција и ваква убава артикулација на македонскиот литературен јазик. Ајде да направиме нешто заедничко, вели, ајде да направиме еден перформанс музичко-поетски во кој ќе настапиме јас и вие, јас на пијано, вие со вашиот глас, да интерпретираме квалитетна македонска музика и квалитетен поетски македонски збор. Беше тоа за мене многу убаво. Така, и таму ли читавте поезија? И таму читавме поезија, но освен како поет, јас таму се представив и како рецензент и промотор на една книга од бугарска авторка. Тоа е Наталија Недјалкова или Наталија Димитрова, една од трите организаторки, значи, како што веќе реков, тоа се Роза Бојанова, Вили Колева и Наталија Недјалкова. Наталија Недјалкова промовираше своја книга која се вика Стапица за поетски соништа. Да, токму така. Книгата, верували или не, е напишана од нејзина страна, на македонски јазик. Значи, македонска книга од бугарска авторка со руски корени, таа живее и работи во Бургас, и промоцијата помина во најдобар можен ред. Таа беше пресрекна од она што се случуваше. Голема смелост во Бугарија да напишеш книга на македонски јазик е навистина смело. Така, добро, од русинка која доаѓа, може и очекувано. Би можело, да повеќе се каже. очекувано. Кратко време бевте во Македонскиот културен центар, но вака импресиите, дали работат активно од она што можете да се познаете, дали ја промовираат македонската култура во бугарската метропола? Апсолутно, тоа е име и целта. Таму директор е еден од најпознатите македонски драматурзи, Сашко Нацев. Замислете, јас и Сашко Нацев во 1987 година, значи пред 34 години, заедно, јас и тој дебитиравме во иста година, во иста едицијата Алфа на книжевната младина на Македонија со своите први книги. Тој со својата трилогија како драмски текст, јас со мојата прва поетска книга Алтернативно живење, и еве после 34 години тој е мој домаќин, јас негов гостин, не било каде во Македонија, туку во Софија, каде што тој е директор. Тој си ја знае својата работа, од културната фела е и ја анимира македонската култура на најдобар можен начин. Јас се надам дека е тоа така, но според она што имам можност да го следам низ годините наназад, каде што тој е директор, инаку тој беше и поранешен амбасадор на Македонија во Канада. Си ја знае работата, често пати поети, ликовни творци, музичари гостуваат во тој центар и добро соработуваат со бугарските уметници, тоа е добро. Така. Во секој случај. Иако... Подобро отколку да се занимаваш со политика, нели? Така. Иако главната тема, фокус на овој наш разговор беше вашето гостување, сепак не можам јас сега во моментот додека зборувавте да го пренемагнам фактот што во времето на пандемијата, кога нели се беше затворена, поезијата живееше и вие настапивте на повеќе онлайн поетски фестивали. Може ли малку да спомнеме на кои признанија кои што ги добивавте? Убаво е тоа прашање, бидејќи кога станува збор за свето слово, јас и минатата година бев учесник на ова манифестација, требаше да одам за Бургас, но пандемијата од COVID-19 си го стори своето и таа манифестација се одржа онлайн. Јас бев принуден да снимам овде со помош на нашите сниматели овде во ТВК Нова Виз, ми помогна да им испратам мои снимки со кажување на неколку мои песни. На тој начин се одржа свето слово, но паралелно со тоа имав и еден ангажман многу убав. Март почна пандемијата, ако не се лажем, кај нас, и од марта до некаде мај, јуни, секоја сабота се дружевме поетите од целиот свет во организација на
книжевното друштво, Хрватското книжевно друштво со седиште во Риека. Манифестацијата се викаше Прозор кон светот. Учествуваа поети не само од Балканскиот полуостров, од цела Европа, па дури од целиот свет, од Јапонија, од Соединетите Американски држави, Канада и така натаму. Беше тоа интересно дружење, што секоја сабота тој број на учесници растеше и во една сабота тој број изнесуваше дури 100 автори и тоа траеше многу долго. И јас имав честа не само да бидам поет кој учествуваше секоја сабота на таа манифестација, туку и да бидам водител, многу тешка и одговорна задача и морав да водам и на македонски јазик, но и на она што ми останало од минатото како знаење на српско-хрватскиот јазик, ама не било така, било многу тешко. Јас не сум знаел колку знам, но убаво беше тоа дружење. Тие наскоро треба да излезат со книга од сите тие наши песни, но јас бев и задолжен да ги обезбедувам гостите кои правеа некаков дисбаланс во читање само поезија, па имаше музички гости. И јас обично ги обезбедував нашите струмичани, Ленче, Горан Кукич, групата Јупитер, Горан Алич, други гости од Македонија, Горана Лачкина, хармоника и така натаму, некои гости и надвор од Македонија. И она што на што сум најмногу горд, го обезбедив дури Хусто Хорхе Падрон. За жал, пред известен период, пред 50 денови почина, замина од овој свет, еден од најголемите писатели, поети на светот, добитник на Струшките вечери на поезијата на Златниот венец. Беше тоа убава манифестација, се дружевме, значи, и во време на пандемија. За нас, уметниците, тоа не е проблем. Така, алтернативното живење доби УА и УРА. Сега ке чекаме ли ајверџиките и поемата за Тина да добијат збогатување во една хумористична варијанта, она што автентично струмички тука го творите и сте препознатливи и измамувате насмевки, па и восхит, нели, во она што е напишано. Така, јас помалку се срамам дека можеби сум еден од најмрзеливите поети во Македонија, но имам објективни причини за тоа. Од алтернативно живење, веќе реков, поминаа 34 години, од таа дебитанска книга во 1987 година, и верувале, вклучително со неа, јас имам само 3 книги. Значи, издавам книги на некои 15-17 години и така натаму. Прва беше алтернативно живење, втора беше Бремено време и последната УЕ и УРА. Во меѓувреме, она што можеби требаше да го кажеме, дека пред некои 15 на години бев преведени и на бугарски јазик. Јас имам и книга на бугарски јазик која се вика Кандило на расцмвањето, така е бугарскиот оригинален наслов. Значи 4 книги имам и имам голем материјал кој не ми е среден, кој сето тоа треба да биде претворено во книга. Имам на идеја да отпечатам уште една книга поезија, една книга на хаику поезија, и во последно време почнав и таков вид поезија да пишувам, но и ги чувам оние љубоморно, оние хумористични песни, она сеќавање на струмица некогаш од мојата младост, па можеби еден убав ден, ако стана малку посериозен во приводот кон издаваштвото, да објавам 3 книги одеднаш, па да се зголеми таа мала бројка. Зошто е тоа така? Зошто станав мрзелив? Заради тоа што ми се случи Таваканов Вис. Еве, годинава Таваканов Вис слави 30 години, а јас сум од првиот, до последниот ден во телевизијата. Телевизијата е проклета работа, убаво проклета работа и ме оттргна од поезијата. Еве еден доволен повод и причина на 30 годишнината до октомври, барем нешто од тие материјали да ги средите, да ги правите, па заедно со тоа, нели, двете лица на Ѓорги Калаџиев новинарот и поетот. Посебно барем струмичките песни со струмички придух. Чулте Господ, нека биде така, дај Боже да биде така. Се надевам барем една од тие 3 книги до есен да го види своето бело видело. Така. Колега, благодарам за времето што го одвои да бидеш дел од 15 минути. Ти благодарам, од утре сум на тоа столче. Ете така. Поштовани гледачи, а вас ви благодарам за тоа што го следевте нашиот разговор.